селото Студеничани. Студеничани се наоѓа во Скопската котлина во областа Торбешија, сместено во дол на допирот на подножјето на планината Китка и рамничарскиот дел на Скопското поле. Стариот дел на селото е вовлечен во долот на Студеничанскиот поток, додека по новиот дел, односно во поново време, се повеќе куќи се градат и селото се шири во рамничарскиот дел на Скопското поле во северен и северозападен правец. Студеничани се наоѓа на 16 километри од Скопје и е речиси споено со соседното Драчево. Подрачјето на селото е населено уште од раната антика, зашто сведочи блиското наоѓалиште и Саркале каде стојат остатоци од утврдена населба. Првиот пишан помен на селото низ историјата се среќава во 1300 година, кога се споменува дека во оваа област водел пат од Студеничишта кое со сигурност се однесува на Студеничани. На местото викано Киша, на албански црква, кај џамијата во стариот дел на селото, Малото Гола, постоела црква која според преданијата е утврдено дека била посветена на Света Недела, а честопати на тоа место се ископували стари христијански гробови. Според предание забележано во селото Долно Лисиче, крај Студеничани во местноста Крпач постоел и манастир, посветен на светиот Димитрија. Во 19 век селото е дел од нахијата Каршијак во Скопската каза во Отоманското царство. Од почетокот на 19 век во селото започнале да се доселуваат муслимански албанци од северниот дел на Албанија, при што македонските христијани постепено почнале да се иселуваат се до 1880 година, кога последните македонци се иселиле од селото во Скопје. Македонскиот просветител Јордан Хаджи Константинов Джинот во својот напис Јужна страна Скопска, објавен во Цариградскиот весник на 1 мај 1855 за Студеничани запишал дека е село со разрушен манастир наречен Студеница, древна од каде што се правеле устави и се распространувале по сите средновековни манастири, но денеска е турско и ништо од светина не останало освен урвали. Населбата Сингелич или Ченто. Сингелич Ченто, со пол назив Методија Андонов Ченто, е населено место во општина Газибаба во околината на градот Скопје и представува негова приградска населба. Порано населбата се водела под името Сингелич, бидејќи била дел од тоа село кое сега е посебна единица. Во склоп на населбата спаѓа и населеното место Камник, како и делови од Инџиково, кое е посебно село. Во 19 век селото е дел од нахијата Чаирско поле Блатија во Скопската каза во Отоманското царство. Според обширните османлиски дефтери за населението на Скопската каза, селото е заведено под името Хасанбек и населението било христијанско, односно имало 24 христијански домаќинства. На овој попис биле забележани 83 мажи христијани со 5 новороденчиња. Се проценува дека селото во тој период имало 176 жители. Во 1884 во селото се населени бегалци од Босна. Според статистиката на Васил Кнчов, од 1900 година во Хасанбегово живееле 55 македонци, христијани и 300 бошњаци. Според податоците на секретарот на екзархијата Димитар Мишев во 1905 во селото имало 40 македонци и 6 мина роми. Со потпаѓањето под Србија, селото во 1913 година било забележано со 340 жители и било седиште на општина Асамбегово. Според германска карта издадена во 1941, а заснована на пописот на Кралството Југославија во 1931, селото е забележано под името Сингелково со 350 македонци, 100 албанци и 100 други жители. Населбата е релативно млада, која се уште се гради. Има пазарски комплекс, трговски центар како и повеќе седишта на скопски фирми. Skopje grad moj ljubav bliže, što mi rastu
звезди. Вечно пея